Добар ден, почитувани гледачи. Ова е стартот на уште едно ново издание на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бактеријата Ешерихија коли живее во дебелото црево, од тука и го добила името коли, односно дебело цревна. Додека е лоцирана на незиното место каде што вообичаено живее, не прави никакви проблеми, но ако навлезе во мочните канали, тогаш доведува до уринарни инфекции. Увид во оваа нималку пријатна проблематика денеска ќе даде професор доктор Дафина Кузмановска, педиатриски нефролог. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Уринарните инфекции предизвикани од Ешерихија коли се најчести во детска возраст. Најдов на еден податок дека кај 90% од децата со прва уринарна инфекција е изолирана токму оваа бактерија. Зошто е толку често присутна? Па податокот е точен. Прво, точно е тоа дека околу 90% од првите уринарни инфекции предизвикуваат че токму Ешерихија коли. Зошто? Па изгледа дека природата ја креирала така Ешерихија коли, за да може да опстане во уринарниот тракт. Таа има дебел ѕид, отпорна е на хиперосмотскиот ефект на урината. Некои Ешерихии имаат специјални продолжетоци, пефимбри, во форма на влакна, со кои што тие се атачираат, имаат моќ да се прикачуваат, за тоа се тие така наречени пефимбри, кои се припојуваат за П рецептори. Кај луѓе со крвна група П во уринарниот тракт, во уроепителиумот, постојат такви рецептори и овие Ешерихии ги препознаваат и специфично се врзуваат, овозможувајќи на тој начин да опстанат во уринарниот тракт, да се размножуваат, да се реплицираат, многу брзо бројот расте и при тоа да ослободуваат моćни супстанции, ендотоксини, кои штусност ја предизвикуваат инфламацијата, покачување на температурата, имаат моќ да се качат горе до бубрезите, да навлезат по бубрежното ткиво и дури да предизвикаат оштетување. Точно е дека овие така наречени уропатогени Ешерихии се најчеста причина, меѓутоа има еден голем број Ешерихии кои се практично дел од коменсалната флора во гастроентестин. Има најразлични соеви на Ешерихија коли. Дали сите сите имаат 300-400 тамам работа, дали они сите се имаат дел моќ да предизвикаат силни инфекции? Не, тамам работа. Ешерихија коли живее во дебелото црево. Таа е присутна не само во дебелото црево, кај малите деца, бидејќи какаат, мочкаат во пелените, контаминација, тоа е првиот чекор пред уринарна инфекција, практично они контаминираат со Ешерихии и со други ентеробактерии, се присутни на кожата на перинеумот, дури и периуретрално, на влезот во уретра. На влезот кај што мочкаат, да, така. Тие се присутни кај доенче, присутни се негде постепено се губат до 5-та година. Значи, нивниот наод не е патологија, тие се присутни тука, меѓутоа не предизвикуваат сите уринарна инфекција, треба многу предиспозиции покрај микроорганизмот, покрај вирулентните особини на микроорганизмот, за кој што рековме Ешерихија коли е првакиња во вируленцијата, во моќта да предизвика во моќта, способноста да предизвика, тоа е вируленција, способност да предизвика штета, односно инфекција. Значи, она предњачи, но не е само она доволна. Треба фактори од страна на домакинот да се присутни за да дојдат овакви инфекции, ако Ешерихија коли... Бидејќи не секој дете развива уринарна инфекција. Некои почесто развиваат, никогаш нема да се соочат со овој проблем. Па ја ќе ви кажам, машките 1 до 2%. Пелени какаат во пелена. Да, а не развиваат. Машките деца до пубертет 1 до 2% од нив ќе развијат, а девојчињата негде 5-8%, што значи најголемиот дел и покрај присуство на Ешерихии и други ентеробактерии нема да добијат уринарни инфекции, што значи постојат и додатни фактори и се разбира прашањето која Ешерихија е присутна. Дали се овие уропатогени соеви, кои така ги нарекуваме, кои што имаат способноста да навлезат и да опстанат во уринарниот тракт и тука да го изразат своето патогено дејство. А од друга страна се разбира дека е важно и какви се особините на макроорганизмот, на домаќинот. Например, сите ситуации во кои е пореметено нормалното текување на урина. Значи, нормалната уродинамика. Има заостанување на урина и тоа е една погоден медиум за развој на бактерии. Значи, тоа го сретнуваме при анатомски, обструктивни аномалии, при рефлукс,
заради враќање повторно на рефлуктираната урина во мочниот меур, или при функционални пореметувања, дисфункционално мокрење, секаде има рест урина. А вие многу добро знаете, ако имате една река која што ви е брза, планинска, без обструкција, таа е бистра. Стајте и брана, направите малце стагнантна, ќе се замати. Истите физички закони ги имате и во уринарниот тракт. Така да и тоа е важно. Има и други фактори што се Така, што е со редовното мокрење? Се случува понекогаш децата да држат урина, да не одат често во тоалет. Дали нередовното мокрење и при што слузницата е здрава, може да доведе до недоволно промивање на овие бактерии во инаку стерилниот уринарен тракт? Дали родителите треба да ги поттикнуваат децата редовно да мочкаат на нокширче или пак понатаму кога одат во училиште да ги мотивираат да одат во тоалет и додека се на одморите помеѓу часовите? Тоа е една од највака базичните и најлесните симптоматски мерки со кои што ние го штитиме нашиот уринарен тракт. Доволно внесна течност. И сега што е доволно? Секој си знае сам за себе, но она што не може на сила да сте вие жедни. Значи, точно е дека во тек на денот треба да внимаваме да се прима доволно течности. Има едно правило на 6 чаши. Значи, во тек на денот барем 5-6 пати треба одредена количина на течност да консумираме. Тоа значи на 2 до 3 сата нешто треба да се консумира. Дали е тоа вода обична, чај, сок, значи во секој случај течност, млеко, јогурт, што и да е. Од друга страна, значи уринарниот тракт во истиот интервал треба да се празни. Значи на 2 до 3 сата треба да се празни мочниот меур, иначе мочниот меур служи за чување, нели? Он ја чува уринат. Ако вие чувате многу долго, дома и ѓубрето да го чувате малце подолго, па ќе видите што ќе се случи. Слично е и мочниот меур. Ако заборава детето да моча од одредени причини или одлага, значи вие ми го поставите прашањето дали не мочат. Значи тоа може да биде израз на дисфункција. Еден облик на дисфункција на мочниот меур е токму тоа мрзлив мочен меур. Всушност одлага мокрење заради одредени причини. Во почетокот тоа може да биде заигрување, нешто, некоја игра е битна, па одлага, ќе го изгуби рефлексот и тоа многу често оди истовремено со дисфункција на дебелото црево. Истовремено се одлага и какањето, дефекацијата, повторно имате ретенција во дебелото црево. Кога има ретенција, има можност за развој на различни соеви, некои од нив многу опасни. Тоа од една страна. Од друга страна, притисок врши дебелото црево на мочниот меур. Значи, во секој случај, нормалната функција на мочниот меур е битна за да не дојде до уринарна инфекција. Ако при тоа има и анатомска обструкција, рефлукс или обструктивна аномалија, и тоа е исто така важно. Важни се некои генетски фактори. Значи, како да ви кажам, значи тие рецептори за кои што стана збор, не имаат сите луѓе иста густина на рецептори и тоа е генетика. Так. Значи, на известен начин предиспозиција, некоја предиспозиција постои кај одредени. Значи, не само пекрвната група, туку присуството на рецептори и други рецептори за бактериите, на кои што они полесно се... Значи, сето тоа се мерки кои што од една страна објаснуваат зошто доаѓа до уринарна инфекција и нас не набедуваат да се посомневаме дека постои некоја абнормалност, функционална или анатомска. Дури има еден израз, уринарната инфекција која ќе ја документирате, која ќе ја диагностицирате, не треба да се кираме и корнеме коса зарад тоа. Напротив, треба да ја лекуваме и тоа представува gold opportunity, златна можност да видиме дали е присутна некоја аномалија која што допринела, која што ја прави предиспозицијата и навреме да ја откриеме и да ја на известен начин ставиме под контрола.
Почитувани, денес ќе имате можност и вие да учествувате во концептот на емисијата, на тој начин што можете да се вклучите во програми и да поставите прашања. Денешна гостинка во студиото ни е професор доктор Дафина Кузмановска, педиатриски нефролог. Телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Зборуваме за уринарни инфекции предизвикани од Ешерихија коли во детска возраст. Споминавте дека девојчињата почесто развиваат уринарни инфекции предизвикани од оваа бактерија во споредба со момчињата. Зошто е тоа така? И дали ке девојчињата кои што е често овој проблем се советува да внимаваат како се бришат откако ќе какаат? Дали е тоа важно? Па важно е секако дека е важно. Значи, вака, во дојначкиот период, отприлike слична е преваленцата на уринарни инфекции кај машки и кај девојчиња. Значи, не е баш сосема точно ова, додека е доенче. Потоа, машките скоро да немаат уринарни инфекции. Многу се намалува ризикот од уринарна инфекција, а девојчињата продолжуваат. Зошто е тоа така? Па е самата анатомија. Кратка уретра, па ги е позаштитен емочниот меур кај машките деца. Кај девојчињата уретрата е многу кратка. Тука е чмарот и отворот на уретра се многу близко. Значи, постои можност, физичка можност, да дојде до контаминација, нели, на првиот чекор, периуретрална колонизација, и ако има услови, од тука да се качи во мочниот меур, Ешерихија или други бактерии. Меѓутоа, нормалниот работа на мочниот меур, ако нормално, он има механизми пред се редовното празнење, но и други имунолошки механизми, тука се ИГА, антитела и други, да не навлегуваме во деталите, кои што всушност оневозможуваат развој на уринарна инфекција кај најголемиот број на деца. Но, ако нешто од тоа не е во ред, секако дека нели спомна веќе сите оние патофизиолошки механизми кои се предиспозиција, многу лесно навлегуваат, и секако дека симптоматските мерки кои веќе ги спомнав, тоа се течности, редовно и комплетно мокрење, да не иде малку моча, комплетно треба да се измочи. Особено деца со рефлукс, тие мора да мократ во 2 акта. Значи, еднаш ке се измоча пред легнување, а после 10-15 минути уште еднаш, бидејќи урината која се качила горе, рефлуктирачката урина, повторно се симнала во мочниот меур, и доколку не се измочаат уште еднаш, ќе одат со полмочен меур, што сакаме да избегнеме. Хигиената на овој предел исто така е важна. Дали кај дојчињата со редовна хигиена може да се спречи овој проблем? Хигиената кај секого, не само кај дојчињата, кај секого е битна. Дали треба родителите да ги одмиваат бебињата после секое какање? Се разбира, тоа е најфизиолошко и најправилно. Не е правилно да се ставаат хемикалии, многу шампони, а одмивање, и тоа со текуча вода, уште поарно, а после тоа сушење. Значи, на каков начин сушењето да биде? Сушење со фина една крпа, мека, ќе упијат убаво. Значи не е неопходно сапунче да се стави кога го мијат бебето после сапун еднаш дневно ќе стават, се разбира. Ако е какано, може да се стави сапун или тие благи шампони. Меѓутоа, да битно и мочката, и самата мочка е иритант, посебно ако е концентрирана, и многу често сретнуваме ние кај малите бебиња, ние го викаме тоа амоњакален дерматитис, воспаление на таа регија, и се разбира дека е тоа поидовна точка за уринарна инфекција. Најдобро ќе се лечи и ќе се спречи, значи, редовно миење, отстранување на мочка и на измет, тоа е едно, и суво. Значи, да нема мочка, да нема измет и суво, да. Така и да биде суво. Кај некои упорни случаи дури што не стои во литература, им викам со фен да ги сушите после тоа, значи битно е суво. Нити бактерии сакаат сува средина, нити габичните инфекции. Так. Не им одговара, влажно им одговара. Влажно и топло, а тоа идеално во пеленската регија. Во пелените, и значи една добра хигиена. Сега некои се поосетливи, некои дечиња па имаат и локална причина. И затоа е битно педијатрот да ги прегледа, ќе види, ќе се изненади, кај некој од нив ќе види лабија фјуза. Да објасниме што тоа сраснати лаби. Значи нешто слично како што кај машките е срасната кожичката на пенисот. На пенисот, овде кај девојчиња може да се случи лабиите да се сраснат. И децата практично кога мочаат, вие не го гледате отворот.
Еден дел од урината излегува надвор, а секогаш еден мал дел останува во тој џеп и тука се размножуваат услови за развој на бактерии, за инфламација. Так, имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ме интересира, имаме внуче, Така? 3 години. Има проблем со какањето. Дали е некоја бактерија не интересира или нешто друго? Каков проблем со какањето? Ретко кака или често кака? Не се кака по 3-4 дена и кога се кака обстипација. многу плаче. Така. И тоа скока, плачи и може по 2 дена така да му се случува за тоа да го прави. Така, разбрав. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ова е чест проблем и кој што е практично потценет. Луѓето го потценуваат и лекарите го потценуваат. Значи, вие ќе се изненадите колку деца имаат проблем со какањето, односно не какаат секој ден. Значи, нормално е да се евакуира цревото секој ден. Иначе објаснив, ако се задржува, услови за развој на други бактерии, притисок на мочен меур и ќе направи функционални проблеми на мочниот меур. Кој е лекот? Доколку веројатно е дека се работи за функционално пореметување, стиска детето, одлагало заради различни причини, некоја што може да биде надвршно воспаление или некогаш имала повреда, па го боли. Так. Значи, прв чекор е столицата да ја направите помека. Како? Со исхрана, корекција на исхрана. Еден голем дел од наши деца не се хранат правилно. Исхраната треба да е разновидна и богата со влакнести материи. Што значи тоа? Треба многу овоше, зеленчук и тоа интегрално. Све да биде со влакна и лебот да биде со влакна, интегрален. Значи да се апсолутно избегнува на концентрирана сува храна, на која што се нашите деца навикнуваат многу рано. Значи тоа е грешка, да се направи обид со промена, со режим на исхрана богата со влакнести материи. Не секогаш едноставно и не секогаш вродува со плод. Кај некои деца ние даваме омекнувачи. На столица, например, Евакол или Порталак. Значи, омекнувачи на столица всушност не е некоја хемија. Тие се шекери кои што лактулоза делуваат во цревото локално, осмотски извлекуваат водата од дебелото црево и на тој начин ја омекнуваат столицата. Значи да не се плашат родителите. Може да се даваат и подолго, месец, 2, 3. Целта е секој ден да какат, да се обезбеди секојдневно какање. Значи ова може да биде почеток на проблем, ова што бабата го кажа. Мора сериозно да се свати и да се реши навремено. Следното што ќе се случи е дискоординантно мокрење, истовремено кога прави спазам на дебелото црево, истовремено се прави спазам, настанува спазам на надворешниот сфинктер на уретрата и практично доаѓате во една ситуација во која детето моча против притисок, висок притисок во мочен меур, кој што потоа може да се реперкутира на бубрезите, да се создадат услови за рефлукс од најтешка степен. Значи сум имала деца рефлукс 5-та степен заради овој проблем, ако не се сопре на време. Значи треба да се свати сериозно, прв чекор е промена на режим на исхрана, ако не бива омекнувач, да се локално прегледа, да не има некоја фисура која што боли и за тоа детето одбива да кака. Можно и тоа да постои со тврда столица, тоа не е чудо да. Значи сериозно да се свати. Имаме уште еден гледач, уште едно прашање. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Ве поздравувам. Благодарам. Вас и докторката. Поздрав и до вас. Сега, овде гледам повеќе се зборува за деца. Да, Но јас сум возрастна и ве молам, би сакала да ми одговори докторката, бидејќи јас ја имам истата бактерија Ешерихија коли, а имам 69 години. Так. Сега, подолго време, мокрење без напон, обилно многу мокрење и дење и ноќе. И сега, приликом испитување на уринокултура, пронајдена ми е бактеријата, и ми се дадени сега и ги пијам, ми се дадени антибиотици и до вчера, завчера испив
80 антибиотици леле момент. Не можам се да ви кажам. Така, некоја соодветна терапија за ешерихија коли, но денешната гостинка е педиатриски Јас сум нефролог. педијатар, не би така, се- вие сте педијатар, Да. значи Секоја возраст има одредени Так. специфики. Мене отприлика јасно ми е и треба на сите нас да ни е јасно дека со возраста некои проблеми се влошуваат. се влошуваат и ескалираат. Па тоа е и јасно е зошто жената и ден и ноќе многу моча, па се разбира сите тие механизми и јасно е зошто не може да ја допразни бешиката, тоа е сосема друга патогенеза. Така. Значи со годините се оштетува моќ. Меѓутоа овдека зборуваме за деца, јас немам експертиза Така, да зборувам за- за возрастни, сепак ќе мора да се јавите кај доктор кој што работи со адулти, со возрастни. Сега да се задржиме на оној момент кога ќе биде изолирана бактеријата Ешерихија коли кај децата, дали само бактеријата сама по себе во урината, доколку нема покачени други параметри како леукоцити слично, говори за уринарна инфекција или треба да сликата на урината на лабораториската анализа да покаже некои други параметри за да се постави диагноза уринарна инфекција. Така. Значи, ова е едно одлично прашање, затоа што во секојдневната пракса постојано добиваме пациенти кои што доаѓаат со уринокултури позитивни и на кои што им се дава еден антибиотик, друг антибиотик, без при тоа да се документира јасно дали се работи за уринарна инфекција или само за асимптоматска бактериурија, во која што има бактерии, но тие бактерии не се моќни да предизвикаат инфекција, па тие пациенти немаат симптоми и нивниот седимент уринарен е без леукоцитурија, без пиурија. А во еден добар процент на случаи па се работи за контаминација, затоа што никој не внимава како се зима материјалот за уринокултура. Така, Може на би тоа треба се внимаваат кај возрастни, тоа е поедноставно. Но Значи, кесички кај бебе тоа е веќе кај многу сложено. деца тоа е едно комплексно прашање во кое што треба тим да учествува целото семејство за да земат, и тоа е пак прашање дали ќе земат квалитетен примерок за преглед. Значи, она вообичаено што ние го правиме со лепење на кесички, нели, претходно добро измиен надворешниот генитал, целата регија, се осуши и потоа само леплива кесичка. Процентот на лажно позитивни, контаминирани уринокултури оди и до 50%. Така. Значи, Што е голем процент. Што е огромен процент. Значи, секогаш е важно клиничка проценка. Значи, гледате дали има симптоми и затоа е важно лекар кој што е фамилиарен со оваа патологија да ја прави проценката, значи дали се присутни симптоми кои што укажуваат на уринарна инфекција, каков е уринарниот седимент, каква е макроскопски по изглед урината, дали е матна, дали е бистра, дали има внатре леукоцити, како се резултатите од дипстик тестот, нитрити, леукоцит, естераз. Веројаснота за дека е инфекција е прилично голема, ако дипстик ви покажува и нитрити и леукоцити, има симптоми, тогаш уринокултура се зима и се... И сосема на крај во однос на лекувањето, дали е точно дека на вистина инфекцијата со Ешерихија коли е упорна, дали се потребни антибиотици, чаеви, што се треба да се направи и за колку време детето најчесто се чувствува подобро? Значи, вака, обичаен антибиотици секако треба, се работи за бактериска инфекција. Значи, ова е една од најчестите бактериски, бидејќи деца се често болни, ама од вируси. Значи, антибиотик секако треба и тоа треба веднаш, први 24 сат. Ако вие задоцните повеќе од 48 сат со започнување на специфична антибиотичка терапија, вие ризикувате за 50% да ви се создадат дефинитивни паренхимни бубрежни оштетувања, односно лузни. Значи, антибиотици треба доколку станува збор за инфекција. Колку долго? Све зависи од тежината, од локализацијата, од возраста на детето и тоа се движи кај дистални инфекции 5 до 7 дена, кај овие проксималните кои се проследени со висока температура, често пати септична, терапијата оди 10 до 14 дена. 14 кај најтешките болни. Дали е Ешерихија упорна? По углавом она одлично реагира на терапија, освен
во последно време, све ни се почести така наречените СБЛ позитивни соеви, кои што се практично extended бета-лактам резистенција, кој што е резултат на злоупотребата на антибиотици. На многу честото давање на антибиотици. Нас ке ни се удри некогаш од глава оваа пракса во која што вирусни инфекции се третираат со антибиотици. И нормално е, бактериите се прилагодуваат, ќе се создадат соеви кои што тешко ќе ги лекувате со вообичаените антибиотици и дури тогаш ќе настанат вистинските проблеми. Инако ешерихија прилично добро реагира на одредени лекови кои што се со широк спектар. И сосема на крај, професорке, само дали кога бебињата имаат нејасна температура, односно немаат никакви симптоми, имаат покачена температура, постои сомна за уринарна инфекција, дали родителите тогаш треба да вложат напори да се обидат со сите сили да соберат урина и да однесат на анализа? Токму така. Минимум 5% од тие деца во основа е уринарна инфекција. Значи, децата не знаат да ги изразат симптомите. Значи, не знаат да кажат дали ги пржи, ги пече, ги боли стомак, ги боли славенската регија. Тие реагираат со висока температура. Значи, ако има температура, не ви е јасно од каде е, нема респираторни знаци за респираторна инфекција, па дури и ако има знаци за респираторна, значи таа инфекција не ви исклучува уринарна инфекција. Треба да се потрудиме, че тоа е задача, да земеме урина и уринокултура на пропишан начин, односно да исклучиме дали се работи за уринарна инфекција. Ви благодарам што бевте денешна наша гостинка и што на гледачите им ги објаснивте сите аспекти поврзани со уринарните инфекции кои што се последица на бактеријата Ешерихија коли. Благодарам. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте и денеска. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.